Крајниот исток го доби првиот старски дом. Денеска во Берово министерот Спасов ја пресече лентата на објектот, кој од 1 октомври треба да ги прими и првите 15 станари. Се работи за прв старски дом, кој што е општинска јавна установа, кој што се отвара во општина Берово, како што можете да видите, на вистина убави, квалитетни, модерни, современи услови за згрижување на старите лица. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања. Идејата за старскиот дом во Берово стана реално со финансиската поддршка од невладината Холандија Македонија, па старата напуштена зграда на Пелагонија прерасна во современ старски дом. Опремата обезбедена од Министерството за труд и социјала, а вкупната инвестиција во старскиот дом е 140.000 евра. Идејата од општина Берово, зградата од владата на Република Македонија, опремата од Министерството за труд и социјална политика, се за доброто на старите лица. Проблемот со домување на старите лица е реален проблем во земјава, посебно на истокот. Ние како Сојуз на Сдружение на пензионери на Македонија подолго време инсистираме да се градат вакви објекти, посебно во Источна Македонија, бидејќи има голем недостиг и од пензионерски домови и од старски домови. Истокот за 2 години ќе добие уште еден старски дом во Пехчево. Изминатите неколку месеци се продадоа неколку локации за изградба на старски домови, односно 4 локации, меѓу кои локацијата во Пехчево, каде што купувачот на објектот, кој што порано беше старата амбуланта, има врска во период од 2 години да отвори старски дом. Општина Берово во соработка со невладината Холандија Македонија работи и на втората фаза од проектот и се очекува за 1 година двојно да се прошират капацитетите на домот. Инаку министерот Спасов денеска беше во посета на пензионерите кои го користат бесплатниот туристички викенд во хотелот Випке Беровското езеро. Ние сме од Пробишти. Многу ни се допаѓа, многу е убаво. Сме задоволни од амбиентот кој што ни е понуден во овој хотел. Убаво се чувствуваме, најбитно е што се дружиме. До сега бесплатен туристички викенд искористиле 3000 пензионери од земјава, а 5500 искористиле бесплатна банска рекреација, а оваа година за овој проект се реализирани 10 милиони денари.